Почитувани граѓани, информациите со кои што располагаме упатуваат на криење пропусти во функционирањето на АРМ, како и во меѓусебната информираност на релација АРМ, Министерство за одбрана и МВР, а во врска со тројното убиство извршено од професионален војник. Дали затоа и неполн месец по грозоморното убиство нема ни глас, ни информација за грозоморниот чин? Јавноста има право да знае. Како се случило војник, возач, да биде поставен на стража, ако се има предвид дека овие припадници на армијата не ја вршат стражарската должност? Дали првото пријавување дека војникот убиец го напуштил стражарското место со автоматска пушка и 2 рамки со муниција било во 5 часот и 27 минути наутро? Тоа се 4 часи и половина пред војникот да го изврши тројното убиство. Дали и покрај тоа не биле превземени мерки за негово пронаоѓање, туку се контактирало со војникот по мобилен телефон во 6 часот и 6 минути, а подоцна и во 6 часот и 39 минути. И се чекало тој да се врати како што најавува. Кој и зошто го толерирал ваквото недозволиво однесување на војникот убиец? Особено што во касарната се знаела неговата емотивна состојба поради приватните проблеми за што бил пријавуван за семејно насилство и од страна на семејството. Дали самиот војник убиец се јавил околу 7 часот кај колегата за да соопшти дека убил тројица и да не го бараат повеќе? Ако напуштањето на стражарското место од страна на војникот убиец било уредно пријавено, зошто се чекало час и половина да се реагира? Зошто началникот на генерал штабот Котевски, министерот Јолевски и министерката Јанкуловска се уште молчат за овој случај? Од АРМ се бранеа дека можеби трагедијата ќе се спречела ако некој од центрите за социјални работи информирал дека надвор од службата војникот бил друга личност. Министерот за труд и социјални работи Диме Спасов ги браните центрите дека постапувале согласно процедурите. Јанкуловска се брани дека комуникацијата меѓу министерствата и центрите е добра. Јавното обвинителство се оградува дека немало за што да постапи, бидејќи војникот убиец се самоубил. Врвна се е молкот на Груевски и Иванов. Дали има некој кој освен привилегии во оваа власт има и одговорност? Поради сериозните наводи дека затаила координацијата помеѓу надлежните во АРМ, воената полиција, Министерството за одбрана и МВР и дополнителните индиции дека се прикрива истиот случај, бараме политичка одговорност на првите луѓе на сите надлежни институции кои имаат пропусти, а резултираа со 3-кратно убиство во Злетово. Ви благодарам.